Почитувани, владата на СДС продолжува да работи на штета на граѓаните на Република Македонија. На терен не се забележува реализација на проекти кои ќе придонесат за подобар живот на граѓаните, а големиот број на предизборни ветувања за нив останаа само пишана хартија. Карактеристично за владењето на оваа ненародна власт е штетата врз грбот на граѓаните, матните приватизации, а тука сакаме да подсетиме за бомбона бизнисот од 2006 година и продажбата на СМ, која беше причината за покачување на цената на електрична енергија, а со тоа изголемување на трошоците на граѓаните на Република Македонија. Деновиве сме сведоци на предлог законско решение, кое повторно ќе биде со огромна штета и долготрајни последици за граѓаните. Преку ноќ и без јавна дебата се осмислува нов приоритетен закон за енергетика, со кој се предвидува либерализација на пазарот на електрична енергија. На тој начин регулаторната комисија нема да може да ја регулира цената на електричната енергија, со што следува повторно покачување на цената на струјата и осиромашување на македонскиот народ. Цената на електричната енергија ќе биде регулирана од поголеми компании кои се занимаваат со трговија на електрична енергија. Граѓаните на Република Македонија, наместо ветеното намалување на цената на електрична енергија, го добиваат спротивното – ново покачување и поголеми трошоци. Очекуваме одговор од СДС зошто повторно работат во штета на граѓаните на Република Македонија. Која е потребата од продолжение на бомбона бизнисот и дали повторно се во прашање бизнис интересите на луѓето блиски до СДС и сега високи функционери во владата на СДС. Деновиве беше обезбеден канцелариски простор во Елем за поранешниот директор на Српското електростопанство Александар Обрадовиќ. Човек кој според медиумите во Србија се поврзува со голем број на афери и злоупотреби на службената положба, поради што беше разрешен од функцијата. Граѓаните на Република Македонија треба да знаат дали покрај поголемите трошоци и новата повисока цена за електрична енергија, која што треба да ја плаќаат, која е потребата со наши пари и за која цел ќе се финансира Обрадовиќ. Почитувани, направете разлика. Владата на ВМРО ДПМН работеше во интерес на граѓаните преку реализација на голем број проекти. Проект за борба против енергетска сиромаштија, кој на социјално загрозените семејства има возможност директна помош од 700 денари за потрошена електрична енергија по семејство. Успешно го реализираше проектот со изградбата на ХЕЦ Света Петка, инвестиција во вредност од 75 милиони евра. ВМРО ДПМН директно им помагаше на граѓаните со рефундирање на 30% од средствата инвестирани во сончеви колектори и многу други проекти. Почитувани сограѓани, на 15 октомври уште еднаш да им покажеме дека нема повеќе простор за штетните политики на СДС. Граѓаните на државата се пред се. Ви благодарам.